Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во денешното ново отворено студио 1 на 1 ТВ. Јас сум Антонио Крстевски, до мене е Елена Милошевска, со нас ке се дружите во првите 3 блокови од отвореното студио, односно до 17 часот и 40 минути. Како што веќе добро знаете, за вас секојдневно подготвуваме низа интересни содржини, така и во текот на денешниот ден. Но повеќе за темите и гостите дознавате од Елена Милошевска. Добар ден, почитувани гледачи, уште еднаш и од мене. Па ајде накратко да погледнеме кои се они интересни содржини кои што ги подготвивме денес за вас. Стандардно во овој прв блок отворено студио 1 ќе се подсетиме на вчерашните гостувања во студијата, потоа и во студијата, потоа и на авторската емисија Печат на неделата, но ќе видиме и тоа кој беше гостин во вчерашниот дневник. Потоа секако следува терминот 14 часот и 30 минути кој што е резервиран за вестите со колешката Елена Джугуманова, па потоа ние повторно се враќаме во отвореното студио 1 во 15 часот и 25 минути. Ќе се дружите секако со мене и со колегата Антонио Крстевски, а ние ќе имаме уште двајца гости со кои што ќе разговараме на една интересна тема. Станува збор за ментална аритметика, како го развива детскиот ум. Токму на оваа тема ќе разговараме со Нина Попадинова, професор, и Алекс Настоски, ученик. По овој разговор секако ќе одвоиме минути со колегата Дејан Андоновиќ за да ги анализираме најновите случувања во регионот и во светот, и потоа средува уште едно издание на вестите во 16 часот со колешката Елена Джугуманова. Веќе по завршувањето на овој втор информативен блок следува Маја готви, познатото кулинарско шоу, и ние се враќаме во отвореното студио 1, трет блок во 17 часот. И овој пат станува збор за една навистина интересна тема на која што има многу да се зборува и да се дискутира, а тоа е дека илјадници тони храна завршуваат на депониите. Зошто таа квалитетна храна да не заврши на трпезата на сиромашните, односно на оние кои што не може да си дозволат оброк. Токму на оваа тема ќе разговараме со Бажи Јосифовски од организацијата Ајде Македонија, како и со првиот човек на Фондот за иновации Јован Деспотовски. И по завршувањето на овој трет блок отворено студио 1 следуваат термин за забавниот дел, следува хајлајтс од последната гала вечер досега од Звезда број 1 музичкото талент шоу, потоа нашите ексклузивци и студио мода со Сергеј Варошлија. Во 19 часот и 20 минути токму на ова место студиото ќе го преземе колешката Анита Кочишки. Таа ќе разговара со Ленче Здравкин, хуманитарка која што им помага на бегалците, а токму на оваа тема таа ќе разговара со оглед на тоа дека денеска всушност е и денот на бегалците. Потоа следува дневникот во 20 часот со колегата Александар Петревски, па продолжува отвореното студио 1 кое што ќе го води колегата Александар Чомовски, а темата на која што ќе разговара со своите тројца гости ќе биде како ќе ги вратите парите од ДДВ, дали даночните олеснувања и изголемување на зафаќањата влие врз сузбивање на сивата економија. Тој ќе разговара со првиот човек на управата за јавни приходи Сања Лукаревска, потоа Павле Гацов, даночен советник, и Маријан Петревски, универзитетски професор. И секако на оваа иста тема следува потоа граѓанскиот форум со Чомовски, каде што вие ќе може да се јавите да ги кажете вашите ставови, размислувања на оваа тема, и денешниот ден го заокружуваме со вестите во 23 часот. Така и ние се враќаме на најинтересните содржини од вчерашниот ден од отвореното студио. Како што веќе добро знаете, во среда е авторската емисија на Саша Ордановски Печат. Тој ги остави настрана дневно политичките препукувања и најактуелните политички случувања кои што се во изминатиот период во државата. Малку повеќе внимание посвети на локалната самоуправа. Токму на гости во Печат на неделата му беа тројца градоначалници од скопски општини. Саша Богдановиќ од Центар, Александар Наумовски од Ѓорче, Петров и Филип Темелковски од Киселава. Секој со своите маки и со своите проблеми. Добро знаеме дека граѓаните во општините се соочуваат со слични проблеми, меѓутоа од општина до општина голема е разликата во проблемите и работите кои што треба да се решат. Зашто поточно станува збор?
Предлагам да видиме исечок од вчерашното издание на Печат на неделата. Доаѓаш фактички во ситуација каде што клиентелизмот помеѓу градоначалникот и поединецот, односно индивидуата граѓанин, доаѓа на место мисијалица за да добиеш глас. Го разговарате ли ова во партија? Секако. Со Заев ова го разговарате Секако. ли? Ние имаме- Македонија е се уште една од најцентрализираните држави во Така е. Европа. Така е. Што превзимате во партијата за тоа? Јас- Вака рендом, мислам, еве и Да, Александар, неформално ама- еве да не биде ја Да, дека да. го окупирам времето, меѓутоа ние често пати додека бевме во опозиција, ние се бореме за таа централизација. Ние на времето поранешниот министер За децентрализација? За децентрализација, се извинувам, пардон, да. Се боревме за да немаме ваква централизација како што имаме сега, која што се уште продолжува, меѓутоа системските закони треба да се сменат. Од делот на финансирање на општините. Не може општина Ѓорче Петро, ние сме склоп на градот Скопје. Во 10 општини според законот за град Скопје. Меѓутоа што можам јас да направам со 1,5 евра годишен буџет? Да, ма тоа сакам да ви кажам, господа, впечаток е дека сте заглавени во комуналните проблеми, а дете што не плаче на крај не добива храна. Него. Дали вие тоа го разговарате во партијата, дали притискате? Го разговараме. Видите, знаете како на крај демократијата е долу, не е демократијата владата. Затоа сме сите навикнати Заев или Груевски, па Груевски. Не е само во партијата, него пробуваме да ги користиме институциите, или поточно ЗЕЛС како институција која ги обединува сите градоначалници и е предводник на тие промени што треба да се случуваат. Со одлуки и дописи према владата. Времето секако најголем дел го поминуваме за тие комунални проблеми, но сепак има и остаток од времето каде што може ние да размислуваме и на социјалната компонента на нашето работење во општината, како да се развива правилно општината, а нормално пред се тука ни помагаат многу и меѓународната заедница, невладиниот Филип, сектор. се извинувам, морам да ве турнам до максимум. Кога последен пат во партијата или на некој ниво сте разговарале, Саша, за овој пристап во работите? Кога сте седнале, можеби дури и со премиерот, ајде да не кажам со министерот за локална самоуправа, да поразговарате на овој начин? Докај сме со децентрализација? Докај сме со фискална децентрализација? Може ли со 1.000.000 евра да се тера општина и така натаму? Добро, ние имаме прво редовни, ајде да кажам, општествени форуми. Тоа еднаш неделно имаме кај градоначалникот на град Скопје, кој што ајде да кажеме Со на сите Шилегов, да. нас и каде што ги дискутираме редовни сите координации. тековни проблеми, а нормално кога треба да се донесе одредена политичка одлука се дискутира во органите на партијата. Нормално за одредени, бидејќи секоја општина е специфична сама за себе, има некои работи кои што не засегаат сите и се добро за сите, но и секоја општина е сама за себе. Редовно имаме комуникации со владата, со дел од министерствата. Сега имаме разбирање дека државата беше опфатена во еден процес кој што беше доста важен и битен за да трне во еден правец и нормално ние како општините малце бевме ставени на Порезервирани. страна, али не дека не ни беше излегувано во пресрет, но прашањето беше тогаш дали ќе биде вака или нема да биде никако. И од кога се заврши, на вистина почнуваат поинтензивно да се работат работите, гледате секој во својата општина може да каже што е тоа што владата придонела. Мене ме радува фактот што полека, но сигурно почнува да се чувствува еден вид ослободување, односно општините да имаат правата власт. Нормално тука треба еден куп законски измени кои што ни се потребни на нас за да ни се спуштат Гледайте, ингеренции. половина од мандатот помина. Во програмата вели владата вака, нови надлежности и многу повеќе финансиски средства. Има нешто од тоа? Па ако знаете, Видете сега, ако Може треба да седи дека од владата Не, тука, да, ама вас ме видете прашувам. се, ако Нека земеме заврши. дека Филип, ема раздолжувањето е еден вид на финансиска имате помош, право, добро. така Тоа е да голема инекција. тоа е огромна. И сега тука за жал некои од општините па кои нема никакви долгови, не може па да земат ништо, како на пример колегата од Ѓорче, нема, ама да, или центар, Добро, али центар добро е дојде урбанизирано, вие, ние уште со добро дојде канализација Да Сега кажеме, кисела вода делумно, но Ѓорче Петров е веројатно многу земјоделска општина. Предпоставам дека границите на општината опфаќаат прилично аграно, и кај Богдановиќ е друго, он се занимава со кафичи. Затоа, Вие да, морате имате ние се бориме да земјоделска имаме политика. кафичи. Да, вие. Ние се и тепаме тераси да имаме давате. кафичи, некој да пие кафе, а они ги рушат. Значи, паралелата тешко може да се направи. Значи, ние имаме соработка на вистина со владата, бидејќи имаме среќа што премиерот произлегува од локална самоуправа самоуправа и ги и од знае. старт ги фаќа нашите проблеми.
Инаку, општина Центар не е единствената општина која што мака мачи со дивите летни тераси. Истиот проблем го има и Чаир. Во Скопската чаршија со години наназад никнува платформите за кои што никој не водеше сметка. А како и што ќе превземе општината во однос на овој проблем, одговорот го има токму градоначалникот на општина Чаир, Висар Ганиу. Во продолжение гледаме делој од неговата изјава. Ние земавме една иницијатива заедничка, значи општина Чаир, градот Скопје, општина Центар, пазарниот инспекторат и полициските служби, така што пред известно време, значи пред месеци нешто, поставивме допис до секој објект за да донесат документација, врз база на кој документација, значи поставиле летни тераси и значи и со урбана опрема. Но некако од сите тие објекти не реагира навремено и речиси ниедна достава немавме во општинава од ниеден објект. Така што пак се собравме и надлежниви инспектори од сите институции, така што требаше да идеме значи на лице место и да ги побараме документи да утврдуваме врз база на која документација ги поставувале. И наидовме на 35 такви објекти кои немаат буквално ниедна документација. Ги поставивме значи сите предупредувања дека од рок од 5 дена се обврзани да ги трнат сами тие тераси. Во спротивно, значи ние мора да ургираме според закониве и прописиве. Така што од 35 објекти 29 што јас јавно сакам да им се благодарам на тие собственици што сами ги тргна, значи 29 сами, уште 6 објекти се такви што се вика народно не мрднале ни центиметар од тоа што ние го бараме. И нормално дека крајниот рок е до четврток на вечер, 5 работни дена, значи во петок ние треба тогаш да интервенираме ако они не ги тргнат. Очекувате ли да ги тргнат во текот на следните неколку денови, бидејќи тоа, доколку тоа не го сториле до сега, најверојатно нема да го сторат ни до крајот на вашиот повик, па најверојатно ќе мора општината, можеби и со полициска интервенција на крајот да интервенира? Да, јас очекувам, пошто имат уште 2 дена, значи стварно да интервенират. Тие се монтажни со урбана опрема и имат време за да ги отстранат и мислам дека ќе бидат послушни и ќе ги трнат. Ако не, тогаш ние сме обврзани, но значи тука нема да ги амнистираме ни од казниве и плюс нормално дека таа работа што ќе ја направи фирмава, значи дополнително и тие трошоци треба они да ги подмират, освен казнава што ќе им биде израчена. Имаме и зад нас еден пример, еден локал со кој што има надвор извадено столчиња и маси. Дали тие се опфатени со овој повик, бидејќи гледаме дека се уште функционираат во овој момент? Да, опфатене, значи од тие 6 објекти што не ги трнале, значи и овој објект што е позади нас, нормално дека узурпирал јавна површина и не е според значи законските прописи кои се поставени. Така што нормално дека тие треба да направат елаборат за да може да користат летни тераси. А во текот на вчерашното отворено студио 1 во еден термин колегата Ацо Кабранов разговараше со публицистот Ким Мехмети, кој има своја препознатлива анализа за тоа што се случува во Демократската унија и за интеграција и дали навистина во партијата се случуваат реформи како што е најавено од периодов наназад. Според него, тој смета дека на политичката сцена во Македонија никогаш не е досадно, особено последните неколку години, но Мехмети вели дека во континуитет едни исти работи се повторуваат на македонската политичка сцена со децении назад. Да видиме дел од гостувањето на Ким Мехмети во отворено студио 1. Сакаше да одмориш или? Не.
тебе не би те лажал ради тоа што сме како први пријатели. Да, Јас пријателите не ги. Јас сум како и сите други. Има места кои што јас И гледачите ни се пријатели. сакам да бидам онаков како што би сакал да ме видат, а не тако како што сум. Но во овој случај и ради гледачите нормално се... Мене почна премногу да ми пречи чувството дека се повторувам. Дека всушност ја не кажувам ништо ново за овие 20 години. политиката не се повторува. Во политиката, нормално, во творештвото јас си творам и секоја година јас објавам и може би и тука тој мојот писателски дел го надвлада овој аналитичар. Зашто? Оти во творештвото нема поголем грев од тоа кога почнувате вие да се повторувате. Тоа значи дека како писател сте мртов. И тогаш најдобро повлечете се и немојте да објавувате нити романи, нити раскази, оти тоа само се раскажувате себе си. Истото почна да ми се случува и на овие дебатни емисии и вака пријатели кои. И навистина почнам веќе да го имам чувството како што има да му кажам јас сега на Аце кога толку пати сме разговарале и истото. Оти ние 20 години, баре тоа моје чувство, баре тоа чувство моје за себе си, дека го повторуваме истото и дури почна да ми пречи чувството дека нас и ни годи што ги има овие проблеми, оти тоа стана уносен бизнес. Оти ние секој, ајде аналитичарите, ќе ги викнеш и нормално сега така си ствараме фама дека и ние сме некои брендови. Станавме брендови и виде она што јас некогаш се шегувам, велам, само во нашите средини можеш да станеш интелектуалец со објавени колумни. Тоа никаде во светот го нема. Во светот први се станува експерт за некоја област, па потоа се станува колумниста или аналитичар. Кај нас се ние знаеме. Ким, например, знае и за сексот кај мувите, и за пчеларство, и за кучиња, и за мачиња, и за политика. Да. И затоа кај нас, она, што јас стално се шегувам, велам, ние имаме она топ фолк новинарство, се во таква форма. Во таква форма. Оти, сите овие околности ме натера малку да се повлечам и знам дека тоа звучи на демагогија. И навистина, па доаѓаат нови генерации, доаѓаат млади, па дури е непристојно вие да се... Во кој смисол непристојно? Па не можете вие сега на некој млад човек со тоа искуство што го имате, па дури со тоа име, да го попречите да оди напред. Секојаш сум бил, ако може за нешто да се гордеам, секојаш сум бил приврзаник на тоа да си ослободи простор за младите. Оти, младоста и младината е рајот на овој свет. На тој другиот може да има некој друг рај. Но рајот на овој свет и тој што не помага млади, тој ја руши, го руши тој рај. Го руши тој рај. Рајот на овој свет го руши. Јас не сум сакал никогаш да бидам рушител. Можда не некој кој знае како. Сега кога го спомна ова рушењето, ајде така да речеме, еден режим срушивме, но дали го срушивме режимот целосно, затоа што еден дел од режимот остана и во новата влада. Мислам на тој. Видете, ние го срушивме еден режим, но не срушивме политичко умие. Лесно е, вие може да рушите секој втора година, но политичкиот ум дали. Јас би бил најсреќни, јас би се гордел, да речеме, кога би било реалност тоа што сака да ми го прикаже сегашниот премиер. Дека во минатиот режим лопови биле само ВМРО-вците, а дуи биле се честни. Значи, така испаѓа. И јас би се гордел да е така, но јас знам дека не е така, од една проста причина. Честен човек со лопов не се дружи. А јас знам дека да не беше дуи, дури тој режим немаше да обстане толку долго години. Стално сум тврдел, дуи само да му речеше на Груевски дека се повлекуваме од оваа власт, немаше да постои ни го Скопје 2014, ниту еден проект. Значи, но што се случи? Ние тука доаѓаме до еден проблем што е подлабок, не е само дуистички проблем. Што албанските партии од 90-та навака ја прифатија логиката дека ние владееме од Струга до Сарај. Тоа другото е нивно. Сега, остајте ни го тука, тоа. Сега, дали ќе бидеме... Прифатија после и друга логика. Дека нас во власт не ни припаѓа, и дури кога сме министри, не ни припаѓа цела Македонија, до Сарај.
Требаше да биде елитна населба, но жителите понатаму живеат во кали без улично осветлување. Станува збор за населбата Јака во Илинден, која што всушност започна да се гради пред 7 години, но од тогаш до денес работите не се променети, а општинските власти молчат. Токму за овие проблеми и за тоа како граѓаните секојдневно мака мачат, зборувавме, односно нашите двајца колеги Јана Јосифовска и Владко Чаловски разговара со Зоран Шоповски, жител на оваа населба, па во продолжение гледаме дел и од овој разговор. Вносевме вода, немавме вода. Водата може би Ова десетина... предпоставам при време на градењето? Да, за време на градењето. Значи, приклучија може би десетина куќи со вода на почетокот 2015 кога почна да се гради и од тогаш беше стопирано буквално се допред може би година дена. Не се приклучува нови куќи со вода, носевме вода кој како можеше да се снајде. Значи со цистерни, со буриња, со во 21 век со таква мака да се соочува човек при градба е страшно. А зошто запре приклучувањето? Не знаеме. Не знаеме. Значи после од како почнаа да се Значи, имавме средби со градоначалникот во текот на предминатата година ни беше ветувано и се започна со приклучување со вода, откако се почна помасовно да се приклучува вода на луѓето, некако почна да течат и се побрзо и градбите на останатите кои што започнаа со градење. Господине Шоповски, ако досега констатиравме дека согласно ова што го кажувате и самиот споминавте 21 век, вакви несоодветни услови за живот и еве и Чаловски колегата го постави тоа под прашање во однос на дали согласно секако вашите барања воопшто некој од надлежните институции, примарно општината, сте оствариле средби, меѓутоа дали реагира на некаков начин. Последно што прочитав е дека градоначалникот Становски бара трпение од вас, меѓутоа вие кога се вселивте во овие 2018, а градбата е почната 2015. Добро, станува збор за речиси десетина години активен проблем, каде што буквално може да се каже сте одсечени од светот и претпоставам континуирано алармирате не само вие и вашето семејство, сите жители што се таму вклучени и Да, волја само да надополним и да потенцираме дека за волја на вистината беа поканети повеќе жители на населбата Јака, но еве, вам ви испратија како представник па... Да, ние имаме некој неофицијален одбор, да кажеме, неформален, што го формиравме за полесен контакт со самата општина. Јас сум член на тој одбор, и ете, може да се каже дека зборам во името на... Да, чисто да разјасниме дека не е еден човек кој што дошол во студиото и се жали. Моментално живеат околу 30 семејства тамо, бројката на плацеви и планирани куќи е околу 330, нешто над 330. Значи, имало контакти со општината, многу во текот на изминатите години. Да кажам само целата историја, ако дозволува време. Значи, плацевите беа почнати да се продаваат 2012 и 2013 најголем дел од плацевите се продава. И тоа беше најавувано како грандиозен проект. Да. Имаме и серти малку во текот на разговорот ќе погледнеме како од минатата власт беше сето тоа најавувано, се со цел нели да привлечат повеќе жители тама, да се растерети центарот. И еве на Владко му кажувам, значи местото е ќе направам реклама, многу убаво за живење. Чист воздух, тишина, мирно, значи како човек што живеел цел живот во Скопје, можам да кажам дека е сосема различно искуство на подобро. Целиот проект беше многу убаво најавен и значи се до целата реализација одеше како што треба. Да, и во моментов гледаме ова снимка, односно видео стара речиси од 2015, 2013, како сето тоа требало да биде, да изгледа всушност и да биде замислено? Да, од ова моментално има само добар дел од куќите се направени. Меѓутоа, еве, меморијалниот центар е ставен во функција, друго ништо, значи ништо не е исполнето, нити има
од фамилиите што сме тамо, да речам 95% сме млади луѓе со мали дечиња, нема кај да излезат да играат, на секој врнење кал до куша. Значи, има јавни простори кои што се обраснати со треба, посебно од кога почнаа жештините, змии има и премногу. Сте пунале представка чинами до народниот правобранител? Во текот на неделата треба да биде доставена, во тек е собирање на потписи. Значи, се надеваме дека поголема тежина би имала представката ако се соберат потписи од повеќе соседи. Да, ова беше Зоран Шоповски, жител на населбата Јака во Илинден. Поточно ова беше само дел од неговото гостување во отворено студио 1, како и претходните исечоци, така и овој во целост можете да ги погледнете на интернет страницата на 1tv.mk. Ова беше воведот за денешното отворено студио 1 со мене и со Елена. Се гледате повторно во 15 часот и 20 минути, но не го менувате каналот, следуваат вестите со колешката Елена Джугуманова.